Општина Крива Паланка во соработка со организацијскиот одбор на Joy Fest во рамките на манифестацијата Крива Паланка, град на културата за 2013 година, го реализира рок фестивалот Joy Fest. Наоѓаме по втор пат овде во Крива Паланка, каде што некаде на платото, каде што се одржува овој фестивал, се собрани од прилика по наша проценка околу 1500 луѓе. Можам да забележам луѓе од 7 до 77 години. И оние помладите, и оние повозрастните се тука. Се надам дека вече ќе ги пеат дел од рефрените "Живот е некад сив, некад жут" и многобројните рефрени спеани од прекрасниот глас на Бајага. Се надевам дека постарите ќе ги пеат тие рефрени, а помладите ќе ги пеат песната "Против малери", оние поновите негови песни. Впрочем, нели се работи за една од легендите на бичите југростори. Втора година поред како се организира овој фестивал во Крива Паланка и од година во година се прават големи чекори кон поуспешен фестивал, вели Нау Михайловски, дел од организацијскиот одбор на овој фестивал. Второто издание на Joy Fest е во тек. Ние сме презадоволни како тече, презадоволни од посетата. Според планираното, кој се вечера ќе настапи овде на сцената во Крива Паланка? Па значи вечерва тука ги видовме како домаќини, Вердиго и Портали. Од македонската сцена ни беа гости, бендови македонски кои доправа да ваѓаат и ќе остават сигурно печат на македонската сцена. Foolish Green, Neptune, Conquering Lion, Smoke Shakers и секако како најголема звезда тука е легендата Бајага со своите инструктори. Според ваши проценки, што мислите колку вече овде има присутни на овој втор поред фестивал? Па искрено тешко е да процениме. Мислам дека просторот како што го планиравме може да акомодира комотно 10.000 луѓе. Мислам дека има негде 6.000-7.000 ако сме реални. Дали еве ќе ни откриете со колку буџет беше реализиран овој фестивал и кој се ви помогна? Значи зад фестивалот не е себичен застана општината. Без нивната помош ова немаше да може никако да биде реализирано. Генерален спонзор на фестивалот е Прилепска пивара. За финалниот буџет не ми можел искрено да зборувам, тоа ќе биде кога ќе ги затвориме сметки, сите сметки калкулации за неколку дена би знаеле да одговориме на тоа прашање. Во 6-часовното дружење со рок рефрените на градскиот плоштад во Крива Паланка настапија неколку рок бендови од градот, домакин како и познати групи од земјава. Чест ние што бевме дел од овој Joy Fest. Се надевам ќе продолжи и идната година ќе биде и тоа е тоа. Не знам што нешто го представивте вече овде пред публиката и колку време траеше едноставно вашиот настап? Па тоа беше еден мал сегмент, еден мал фрагмент од нашето творештво. Немаше доволно време да се презентира се, меѓутоа беше доволно за да се забавуваме сите вечер. Задоволни од фестивалот. Ние се појавуваме како организатори на сето ова што гледаме. Така да задоволни. 100% и по критиката на публиката, значи добро, задоволни. Представиме преработки, така кажано, кавери од познати композиции, обработени од наш аранжман и така. Па ние представивме добар хард рок, кривопаланечки хард рок пред ова наша кривопаланечка публика. Мислам дека бевме добро прифатени и мислам дека публиката ја даде оценката за нашиот настан. Целиот настан го заокружи популарниот Бајага и неговиот бенд Инструктори. На барање на популарниот балкански пејач, тимот пристигна неколку дена пред одржување на самиот фестивал, за да биде сместен во манастирскиот комплекс. Момчило, за време на престојот во Крива Паланка, уживаше во прекрасните убавини на далеко прочуениот манастир Свети Јаким Осоговски. Много е лепо место, нисам никад свирал ранije u Krivoj Palanci, a Многу е добро местото овде. Досега не сум свирал во Крива Паланка. Сме сместени во манастирот. Овде природата е прекрасна, луѓето исто така. Навистина се е супер овде. Градоначалникот на општина Крива Паланка Арсенчо Алексовски на балканската музичка звезда за спомен од градот домакин му врачи уметничка слика изработена од ликовната колонија која со години наназад се реализира во Крива Паланка. Момчило е роден на 19 февруари во 1960 во Бјеловар. Својата музичка кариера Момчило ја започнал на својата 14 годишна возраст во бендот TNT.
По 3 години се приклучил на групата Рибја чорба, една од најпопуларните музички групи во тоа време. Во почетокот се појавила само на настапите на групата, за да со текот на времето стане главен автор на групата. Заедно со групата снимиле 5 албуми. Рибја чорба официјално од групата го исклучиле на 19 јули во 1984 година. По неколку години тој формира своја музичка група под името Бајага и Инструктори. Пред настапот на фестивалот, Бајага одржа прес за сите акредитирани новинари, меѓу кои и екипа на телевизија Протол. Запрашан на неколку новинарски прашања, Момчило одговори. Ме интересира пред се, дојдовте после долго време повторно тука на настап. Ме интересира, кажете ми се разликува ли музиката одека од пред 30 години и после 30 години? Pa normalno za 30 godina da se razlikuje muzika, to je Нормално е за 30 години да се разликува музиката. Едноставно се менува. Дали во позитива или негатива, тоа ќе видиме кога ќе помине уште малку време. Ова година, ова ни е прво наше гостување во Македонија. Па така ќе дојдат многу пријатели од другите градови, бидејќи овој концерт е прв пат ова година во Македонија. Што е најново кај вас на музички план? Mi smo imali velike koncerte u zadnjih dana. Ние имавме голем концерт во Загреб, па во Белград и направивме еден рекорд во посетеноста на публиката. Јас сега работам во моментот на една нова песна. Воглавно тоа е тоа. Дали планирате некоја друга песна на македонски, освен Малерозната? Pa ja sam snimio jedno 3-4 pesme na makedonskom do sad sa raznim ljudima. Па јас снимив едно 3 до 4 песни на македонски јазик, досега со повеќе луѓе. Васко Серафимов, Гердан, нас снимав за Супер Звезда 1, 2 и 3 и така да мислам дека ќе има уште многу песни кои што ќе бидат на македонски. Македонија има доста стари македонски песни, дали имате желба да отпеете некоја песна? Pa nemam baš želju da otpevam, ali volim da ih čujem. Mislim, to je посебен начин пеење. Нема многу желба да пеам, али сакам да ги слушам, бидејќи тоа е посебен начин на пеење. Јас сакам македонската музика. Таа е прекрасна музика, али не сум сигурен дека јас сум вистинскиот пеач за таа музика, бидејќи народните песни кога се пеат поинаку во однос на забавните.